Иако до 12 март, до кога и последниот рок во кој партиите треба да ги достават претеничките листи до Државната изборна комисија, во изборната единица број 3 се уште не се знаат носителите, ниту кандидатите и нивните позиции од општинските комитети или организации. Граѓаните се уште само нагаѓаат кој од двете најголеми партии во Кочани ќе добие добитно место на кандидатската листа. При тоа учество на помалите партии во изборната кампања на предвремените парламентарни избори неоправдано се минимизира токму поради црно-белата политичка комбинација на која граѓаните предолго и робуваат. Неофицијално меѓу членовите на партиите и политички неекспонираните граѓани се вртат по неколку имиња во двата блока кои базираат на политичките активности и партиските функции. Во ВМРО ДПМН во игра се актуелниот претседател на општинскиот комитет Миле Левков и актуелниот пратеник Иван Иванов. Тука се и агилната советничка Снежана Хаджипаунова и мощно успешниот екс-директор на комуналното јавно претпријатие Водовод Љупчо Папазов. Во СДСМ списокот е поширок, бидејќи покрај четворицата кандидати кои се вртат во партиските кругови, во игра се и двајца само кандидирани партиски кадри. Меѓу оние кои се надеваат на претеничката кандидатура се советничката Емилија Серафимова, потоа градоначалникот Николчо Илиев, претседателот на општинската организација на СДСМ Гоце Серафимов и пратеникот Сашко Костов. Конкуренцијата ја зголемуваат директорот на Центарот за социјална работа Кирил Ковачев и партиецот со долг стаж кој зад себе има повеќе функции Радко Христов. Познавачите на политичките прилики на локално ниво велат дека при определбата на партиски врхушки големо влијание ќе одиграат мокните бизнис центри на локално ниво, кои на еден или друг начин може да предонесат во што поуспешна предизборна кампања и подобар резултат.